Супер. Ми да почнем. На честиот вебинар LRC for Southeastern рамките на денешното јас ја обработам темата Use LLM to validate efficient knowledge graphs. Тоа на англиски, македонски за разбирам македонски. На кое што денес ќе го зборуваме како верските науки генерално се добри во литературата се нарекува computational gastronomy, во која што всушност вењето е всушност некој го нарекува дури уметност на креативно комбинирање и состојките, односно ингредиенс, за да се направат вкусни рецепти, односно како да го преведам на македонски. Јадење, да. Така. Всушност имаме кога зборуваме храната не е само комбинација на состојки и процесирање на тие состојки, вкусовите, текстурата и така натаму, туку она кое што дополнително го има во храната, таа го представува и културно наследство на одредени всушност преку храната ние видиме одредени одбележја на одредени групи на народи. Меѓутоа, она кое што јас ќе го зборувам во рамките на моето денешно изложување, како всушност и културните карактеристики на храната и како ние всушност можеме да извршиме одредени задачи поврзани со храната. Она кое што ќе во рамките на податоците кои што ќе ги разгледуваме, кои што ќе ги дискутираме во рамките на оваа презентација, всушност основите кои што можеме да ги идентификуваме храната. Запрам. Што ми даде, ама не знам како да го запрам ова. Смешно е, ама нема проблем, не го читаме. Record and transcribe. И даде некоја опција, кликнав, изгледа погрешка, change setting. Sharing. Се извинувам сега, бидејќи се снима, започнам од целата презентација.
почеток, че јас сум вореден во рамки на EuroCC Southeast. Денес ќе извршам најновите се со корист збогатување и валидирање на графови на знаење од доменот на храна. Она кое што презентација всушност како може да се спојат науката за храна и компјутер со што кое што во литература е успешно гастроном и всушност сакаме иако готвењето е всушност во литературата многу често се нарекува и уметност на креативно комбинирање и направиме вкусни оброци. Дополнително, она кое што е вградено во самите рецепти и самите податоци во рамките на оваа презентација, внатре се вградени културните карактеристики на оние подрачја во кои што храната која што се произведува во има различни карактеристики кои што зависат од поднебје. И она кое што сакаме да го прегледаме во рамките на ова како може да и излечеме овие богати кулинарски знаења за кулинарството и да дефинираме надвор од само уметноста на готвењето и да можеме да одговориме на одредени прашања. Она кое што ќе не интересира да го излечеме за храната ќе бидат вкусовите кои што ја дефинираат храната, подоцна нутритивните вредности и релациите на храната со здравието или со одредени здравствени состојби на луѓето. Пред се кога зборуваме за храна, најчесто во рамките на ова денешна презентација ние ќе зборуваме за рецепти кои што содржат состојки и начини на процесирање и од кои што ние ќе се обидеме најпрвен да излечеме знаење, а тоа знаење ќе го форма на макронутриенти. Дополнително овие макронутриенти можеме во одредени начини да ги понајдеме доколку се работи за некаква брендирана храна каде што овие податоци се достапни на самите етикети, секако имаме ситуации во треба и да ги излечеме од текстуални истражувања од колегите кои што работат во соодветната област и кои ги испитуваат. Постојат голем број на истражувања кои што испитуваат кои се состојките на храната, кои се нутритивните вредности и најчесто овие резултати се публикуваат во рамки на научни публикации, репорти и она кое што најмногу ќе го дискутираме и кој што е најчест извор на информациите кои што не се важни за понатамошно анализирање на кулинарските податоци и рецептите е всушност податоци извлечени, односно информации извлечени текстуални податоци. Меѓутоа, едно е да ги излечеме овие податоци, а друго е да ги поврземе и да додадеме значење на тие податоци. Токму затоа ќе дискутираме и за поврзувањето на знаење со некакви веќе дефинирани онтологии кои што всушност имаат дополнителни информации за податоците со кои што се поврзуваме и го збогатуваат знаењето со самото поврзување. Така, например, ако земеме дека во рецептот имаме млеко, ако млекото го поврземе со некаков концепт, да кажеме 3,2% млеко, тогаш ние имаме и дополнителни информации за одредени нутритивни вредности кои што се во самото млеко, а дополнително, ако знаеме и од кој регион потекнува, ние можеме и да добиеме дополнителни информации за компонентите кои што композицијата на самата храна кои што може да бидат емпириски измерени во самиот тој регион. Зошто ни е ова важно? Овие податоци ни се клучни за да можеме подоцна ние да ги преваруваме рецептите и да
креираме вредност врз база на овие податоци. Значи, кога зборуваме за рецепти, ние најчесто корисничките сценарии е да пребараме рецепт за состојките кои што можеби ги имаме дома, или можеби сакаме да генерираме рецепт врз база на тоа што го посетуваме, или да генерираме рецепти врз база на некои наши преференции, односно цели кои што сме си ги поставили, дали да намалиме со телесната тежина, да зголемиме на мускулна маса и така натаму. Меѓутоа, постојат и ситуации во кои што ние имаме и поголеми ограничувања, како што се алергиите, каде што ние може сакаме да пребараме или да генерираме рецепти кои што не содржат одредени алергени кои што штетат на здравјето на одредени групи на луѓе. Покрај алергените, тука се нетолерантноста на храна, која што исто честа појава, или одредени болести како што се кардиоваскуларни болести или диабетис, за кои што веќе имаме големи признања од медицинските истражувања дека одредени макронутритивни компоненти како што се карбохидратите или мастите имаат влијание на овие здравствени состојби и генерално кај диабетичари пример треба да намалиме на карбохидратите или на шеќерите, додека пак кај оние кои што имаат проблеми со кардиоваскуларни заболувања најчесто треба се контролира приемот на масни кои што ги има. Во оваа насока ние имаме многу чести ситуации каде што сакаме да добиеме рецепти кои што ги имаат овие карактеристики, не содржат одредени компоненти, или сакаме во одредени ситуации да го добиеме тој рецепт, меѓутоа сакаме да замениме храната, некоја состојка со друга која што повеќе одговара на нашите преференции, при што сакаме да го задржиме вкус. По последно време исто така е доста популарно делот за одржливост на храните, односно колкав е футпринтот на карбон, односно колку јаглерод диоксид се генерира при производството на дадена храна или при правењето на некој рецепт, вклучувајќи ги го футпринтот кој што го имаат и самите состојки. И многу често исто така може да имаме ситуации каде што сакаме да ги класифицираме рецептите, да видиме од каде потекнуваат или одредени полиња ги разгледуваат влијанието на различни кујни, како тие една кујна влијае на друга и како тие влијанија се пренесуваат из времето, се со цел да се забележат нели културолошките миграции кои што се случуваат. Кои се податоците кои што ни се на располагање во моментот за да одговориме на дел од овие прашања? Значи, она кое што најчесто ќе го користиме, ќе бидат податоци за рецептите. Тука е Recipe 1 Million, Recipe DB кои што се структурирани бази на податоци, allrecipes.com како еден од најпознатите глобални сајтови на кои што може со краудсорсинг да се генерираат и да се поставуваат нови рецепти. И ова е всушност делот од податоците кој што е најбогат, каде што ние всушност имаме најмногу податоци и големината на податоците доаѓаат најчесто затоа што сите луѓе контрибуираат, постојат платформи со кои што луѓето имаат најразлични мотивации да ги споделат своите рецепти. И овие платформи најчесто имаат и одредена категоризација на податоците, односно можеме да кажеме кои се состојките на рецептот, има некаква структурирана форма на внесување на процесот на приготвување на самиот рецепт и така натаму и така натаму. Дополнително, Recipe 1 Million е еден од најпознатите податочни множества во кои што се оди уште подалеку, каде што се идентификувани состојките, се поврзани со количините, со единици мерки за самите количини и така натаму. Меѓутоа, недостатокот на овие податочни множества е тоа што тие не се поврзани со состојките во некоја структурирана форма, туку состојките се дадени во текстуален формат. Начинот на приготвување на рецептот е повторно даден во текстуален формат, што е доволно како почетна точка. Ние ги имаме податоците, но се уште имаме работа да ги структурираме овие податоци и да одговориме на нив за прашањето. Во однос на хранливост, односно нутритивните вредности, тука ние можеме да ги искористиме FoodWeb, кој што е база во која што се содржат информации за одреден број на храни, заедно со
компонентите, односно состојките кои што се среќаваат во тие храни, дали тоа се одредени масти, протеини или некои други состојки кои што може да се идентификуваат во храните. ФУДБ е една од побогатите бази кои што ги содржи овие информации. Но сепак, онако што мора да го напоменеме дека оваа база не е сеопфатна. Значи, во нејзе не можеме да ги најдеме голем дел од состојките со кои што се приготвени рецептите. Еден од примерите е дека во нејзе немаме брендирани храни, а во рецептите многу често не имаме брендирани продукти, каде што повторно останува просторот да се пополни, за да кажеме како од даден продукт се поврзува, даден брендиран продукт, што има во него, и тука имаме голема дупка во недостаток на податоци. ФУДО ни нуди хиерархија на самите податоци, односно класификација на храните според таксономија која што е начно направена и која што, иако има голема количина на податоци, сепак на повисоките нивоа ние можеме да најдеме дел од храните, меѓутоа некои специфични храни се уште недостасуваат и овде недостасуваат информации како макронутриентни вредности и компоненти на самата храна. USDA е исто така прилично богато податочно множество во кое што имаме голем број на храни, во кој што за кој што ги имаме податоците за макронутритивните вредности. Како што гледаме овде, кога станува збор за нутритивните вредности, ние ги имаме овие податоци распространети низ повеќе бази, и ако ни треба да кажеме на млеко, кравје млеко со 3,2% масти, да определиме што содржи внатре, во која категорија припаѓа и кои се макронутритивните вредности, ќе треба да ги поврземе овие различни бази. Во однос на вкусовите, ФУДБ можеме да третираме како своевидна база за вкусови, затоа што ги содржи компонентите, а самите компоненти на некој начин имплицитно го дефинираат вкусот. Постои база FlavorDB, во која што за дадени храни се класифицирани флейвор молекулите, односно молекулите кои што го даваат вкусот, и има одредена класификација на одредени храни, меѓутоа ова е прилично мала база на податоци и за голем број од продуктите кои што се користат во рецептите немаме информации. Во однос на релацијата со здравието, пак макронутриентите од USDA може да се користат. SNOMED City е таксономија во која што имаме храни, меѓутоа ги имаме и болестите, но се уште немаме релации за храните и болестите. Постојат иницијативи во кои што од литературата се излекуваат релациите помеѓу храните и болестите. Dietetics е едно такво податочно множество и Foodies е второ такво податочно множество во кој што со анализирање на литературата се извлечени одредени релации помеѓу храните и болестите. На крај, во однос на sustainability, Sustainable Foods DB е една од базите која што е најдов, која што е специјално направена за оваа намена, меѓутоа може со корелирање на податоци од Food Health Organization, World Health Organization, FAO, EFSA и така натаму, да се добијат некои глобални податоци за одржливоста, карбон футпринт за одредени храни кои што подоцна може да ги искористиме за одговарање на прашања во поврзани со одржливоста на храните. Како што веќе споменав, имаме огромен простор овде кој што е непополнет, односно имаме најчесто недоволно лабелирани податоци поврзани со храна. За разлика од медицинскиот домен, каде што секое истражување, значи за да се одобри одреден лек, мора да има контрол трајал, односно мора да има целосно истражување и да се запише, да се соберат доволно емпириски податоци за да одредениот лек биде одобрен. Во овој домен ние зависиме од ентузијазмот на луѓето кои што вршат истражувања, од доменот со храна, кои што најчесто работат со мали ресурси, немаат доволно фандинг, немаат доволно модерна опрема за да може да ги генерираат овие податоци. И дури оние малку кои што работат во оваа област, велам малку во споредба со луѓето кои што истражуваат во медицинскиот домен, дури и овие луѓе кои што работат во оваа област, на крај најчесто овие податоци историски ги репортираат
во текстуален формат или во некакви scientific reports табели кои што на крај ние повторно треба да ги дигитализираме и да ги извлечеме овие податоци. Значи, имаме многу скапо собирање на овие податоци, немаме некакви легислативи и нешто кое што ќе ги натера луѓето или компаниите кои што прават храна да ги структурираат овие податоци. Добри практики се да кажеме додавањето на макронутриентите на лабелите на храна, меѓутоа овде ние имаме многу груби податоци кои што на крај немаме информации за вкусовите, немаме информации за тоа што детално се содржи, иако на одредени храни имаме и вакви информации, меѓутоа недостасуваат најчесто количините на секој од состојките кои што се на етикетите на производите. Дополнително имаме различни да кажеме стандарди за лабелирање. Значи секој научник веќе видовме во различните податочни множества може да избере која перспектива и најчесто ги имаме во различни податочни множества и овие три најголеми податочни множества кои што ги споменав USDA, Food-on и Foodist и Foodhub, се извинувам, не се унифицирани и ние се уште имаме предизвици да кажеме дали тоа што го нарекуваме 3,2% кравјо млеко се е истото во различните бази на податоци. И дополнително, таму каде што имаме податоци во изобилие, тие најчесто се со понизок квалитет затоа што се собрани со така наречен краудсорсинг механизам. Тука се рецептите кои што ги споменав, тука е еден интересен пример е Open Food Facts, каде што секој од нас може да инсталира апликацијата и подоцна да додаде одредена храна на оваа платформа, каде што можеме рачно ние да ги внесеме макронутритивните вредности и одредени стандарди за лабелирање на квалитетот на самата храна. Она кое што го имаме се Food Composition Database, кој што се стандардниот начин на со кој што истражувачите ги проверуваат состојките во рамките на храна и овие се најчесто национални Food Composition бази на податоци. Постојат тука одредени стандарди, но сепак постојат одредени модификации и разлики на репортирањето на состојките кои што ги имаме во рамките на овие Food Composition Database. Foodhub е всушност своевидна Food Composition Database која што е изработена од страна на канадски истражувачи. Не сум сигурен од каде се опфатени храните, но она кое што мора да бидеме свесни е дека јаболката која што е произведена во Македонија, јаболката која што е произведена во Полска и јаболката која што е произведена можеби во Соединетите Американски држави, дури ако се работи за истиот вид на јаболка, тие како компоненти содржат одредени разлики кои што на крај всушност даваат одреден печат на тоа од каде доаѓа потеклото на самите продукти и многу често овие Food Composition Database се користат за да видиме, да направиме traceability, дали она што го купуваме можеме да кажеме од каде потекнува. И тоа исто истражување кое што одредени групи го прават. Ова е едно истражување кое што веќе делумно го имаме објавено со Дарко, тоа истражување тргна од обидот да го решиме проблемот да направиме систем за замена на состојки во рецептите. И тргнавме од друг труд кој што е веќе објавен, кој што е прилично добри резултати вади, меѓутоа тој труд ги имаше генерирано овие поврзувања кои што ги споменав помеѓу Recipe 1 Million, значи на овој слайд е дадено поврзувањето, односно опциите како можеме да ги поврзаме концептите од Recipe 1 Million, како што се рецепт и состојка во рецептот, со USDA, од каде што можеме ние да ги добиеме макронутритивните вредности, со Food-on, каде што ние можеме да добиеме хиерархиската класификација на храната и со Foodhub, каде што можеме да ги добиеме компонентите, а за секоја компонента ние може да добиеме во Путер во конкретниот случај имаме колкав е количината и која единицата мерка, а и за секој од овие компаундс не имаме и дополнително дали содржи одредени витамини или некои други состојки.
секако можеме да продолжиме и се обидовме да се поврземе со Flavor DB, меѓутоа, она кој што го видовме дека премногу малку податоци има во Flavor DB за да можеме да продолжиме понатаму со ова податочно множество. Значи, суштината која што е се уште отворено прашање, иако е прилично напредната компјутерската наука, е да ги поврземе податоците како што е кажано овде. Уште еден труд кој што е во фаза на изработка од колегите Данила Најков и Деница Ќорвезир е всушност да пробаме да кажеме кои два рецепти се слични. И овде ние врз база на состојките и мапирањето кој што го покажав претходно, добивме доста информации кои што ни се значени и врз кои што можеме да ги споиме самите рецепти. Потоа продолживме и вклучивме двајца анотатори од Словенија кои што работат во Јожеф Штефан институтот и она кој што го забележивме дека има голема дискрепанца, односно разлика на тоа што анотирале дека се исти или слични рецепти по тие два анотатори. Значи, она кој што го гледаме и овде кој што го имаме како недостаток е податочно множество во кое што ние ќе кажеме дека два рецепти се слични или се идентични. Значи, вакво податочно множество не успеавме да пронајдеме и тоа е главниот проблем со кој што се среќаваме во овој домен. За разлика од доменот во медицина, каде што имаме големи испитувања, каде што за да поставиме дијагноза на некој пациент, ние всушност со голема точност ги внесуваме податоците за клиничките испитувања, на крај имаме многу порелевантни податочни множества врз кои што можеме да ги извршиме алгоритмите за машинско учење. Сега, заедно со колегите од Јожеф Штефан, уште пред веќе повеќе од 6-7 години, тие и уште порано го имаа започнато овој дел, значи започнавме да се обидеме да извлечеме податоци од да ги извлечеме структурирано знаење од рецептите, каде што првично започнува со Foodbase, податочното множество кое што тие го креираат со извлекување на рецепти од allrecipes.com, каде што во тоа време се уште не постои Recipe 1 Million податочното множество. Значи, тие ги собираат овие податоци, рачно ги анотираат состојките кои што се внатре и подоцна овде е прикажан пайплајнот на Foodie, кој што е рул базиран механизам за излекување и идентификување на состојки кои што ги имаме во рамките на самите рецепти. Не е прикажан на овој слайд, Food on to Map е друг пристап кој што тие го користат за да ги поврзат податоците во различни онтологии, односно овде се поврзани само со Hansard корпус, кој што е корпус од британскиот парламент, во кој што има и класификација на храни, меѓутоа подоцна за да ги поврзат со Food On и со USDA тие имаат проблем и го развиваат Food on to Map, кој што е повторно базиран на правила и на механизмите за парсирање на тагови од јазик. Значи, прво се парсираат name entities, part of speech тагови и се генерираат правила врз база на тие тагови, што може да им најчесто именките или придавките да ги идентификуваат со правила што најчесто се среќава како ингредиент, односно како состојка на рецепт. Тоа истражување го продолживме со Foodner и Foodviz проектите во кои што бев лично вклучен. Значи, првично тргнавме со Foodviz за да визуализираме во рамките на Foodbase податочното множество, да прикажеме и да можеме визуелно да провериме кои делчиња од инструкциите на рецептот представуваат состојки. Ги визуализиравме податоците кои што ги имаме од Foodie таму и дополнително она кој што го направивме е извршивме фино fine tuning на BERT моделот, а подоцна и на BioBERT моделите, значи на неколку варијанти на јазични модели кои што во тој момент беа state of the art и успеавме да добиеме прилично добри резултати со над 90% F1 скор за идентификување на што е храна, а околу 70 и нешто проценти макро F1 measure за поврзување на состојките со самите податочни множества. Значи, ова беше еден од првите обиди кој што за вака структурирано податочно множество ги генерираше овие податоци.
системите се уште живи е поставен на нашите сервери на Фенки и делот со предикција и тестирање на моделите и ден денес можете да го повикате, каде што сите модели кои што на кои што направивме дел од моделите на кои што направивме fine tuning и baseline моделите може да се селектираат, да се стави произволен рецепт и да се идентификуваат одредени состојки во рамките на самиот тој рецепт и дополнително да се види. Ова иницијатива подоцна продолживме во проектот Кафетерија кој што беше финансиран од ЕФСА заедно со Јозеф Штефан институтот со кој што работам на оваа област, каде што овој FoodWiz проект го надградивме за да може да се анотираат scientific абстракти и овие scientific абстракти да може подоцна да се извршат слични вакви пайплайни за излекување на знаење и линкување со конкретни податоци. Во рамките на овој период забележавме дека имаме проблем со поврзување на различните податочни множества и заедно со колешките значи цело време во сите овие трудови во кои што сум вклучен се вклучени колегите Томе Евтимов, Барбара Клорушич Селјак, која што е негова менторка, и во голем дел од нив е вклучена Гордана Испирова која што е моментално на Харвард, со кој што всушност заедно работевме на овие иницијални чекови за излекување на знаење од рецепти. Во овој труд тука го работев со моите дипломки Викторија Мјалчева и Ана Давчева, со кој што всушност изработивме иницијален систем за ontology alignment, односно од две таксономии, каде што само ќе ја земеме структурата на таксономијата, односно онтологијата и лабелите на самите ентитети, односно на самите ресурси, се обидовме да направиме чување и она кое што го забележавме дека структурните информации многу не ни донесоа значење за тоа што различни податочни множества имаат различни таксономии, не можеме граф ембединзите и репрезентациите да ги искористиме во поголема мера и да тие ни донесат знаење, меѓутоа со помош на текстуалните лабели успеавме да добиеме иницијални резултати кои што беа помеѓу 60 и 75% на точно поврзани податоци. На десната страна на овој слајд е даден еден од трудовите кој што го најдов во припремањето на оваа презентација, а во овој труд е прикажано како можеме да ги искористиме големите јазични модели. Значи забележавте до сега, кажав што до сега е правено и како се излекувани протокоците, меѓутоа на десниот слајд веќе се воведуваат големите јазични модели кои што имаат можност и овде имаме конкретно Retrieval Augmented Generation pipeline, каде што имаме дел во кој што се извлекуваат податоци кои што се структурирани во Graph Knowledge Base, односно во графа структурирана база со знаење, кои што податоци подоцна се вклучуваат во самите прашања на јазичниот модел и кои што даваат state of the art резултати, каде што имаме скоро ова не е на food related benchmark, меѓутоа на стандардните benchmark за ontology alignment имаат прилично високи мерки за прецизност од прилика околу 90%, што е за одредени множества, што е навистина големо подобрување. Она кој што можеме да го забележиме овде дека големите јазични модели веќе имаат способност, имаат доволно знаење за да со дополнителни информации со кој што можеме да ги збогатиме прашањата да добиеме прилично точни одговори. Секако во рамките на овој труд имаат и елементи на постпроцесирање во кое што се отстрануваат оние релации со кои што се со пониска доверливости кои што ја нарушуваат кардиналноста на опирање еден кон еден и дополнително е даден дел на confidence filtering, односно има threshold за тоа кои мапирања ќе ги остават за понатаму. Но сепак овие податоци кои што ги добиваме се супер алатка која што може да ја искористат луѓето кои што работат со овие податоци, но на крај ние треба да имаме луѓе кои што ќе валидираат на нови податочни множества дали мапирањата се соодветни. Уште едно истражување кое што произлезе
од податоците на Foodbase податочното множество и од Foodviz системот кој што го кажав. Значи овде ние разгледувавме рецепти, меѓутоа во кафетерија, односно во овој труд кој што е од нашата дипломка Георгина Ценич, која што исто така сега во Јожеф Штефан институтот во групата на професорката Варвара Ковачевска и колега професор Томе Евтимов. Значи во рамките на ова нивно истражување тие успеа со користење на фино тюнирани и кастомизирани јазични модели. Сега не сум сигурен, дел од нив се веб базирани, меѓутоа не се работи за големи јазични модели, успеа да идентификуваат и да го креираат Foodbase множеството, односно да идентификуваат од абстрактите на научни публикации, да идентификуваат релации помеѓу храна и болести, помеѓу храна и состојки кои што се содржат во хемикалии кои што се содржат во храната и релации помеѓу храна и болести, односно дали храната ја предизвикува болест или дали храната се користи за третирање на болест. Значи овие конкретни релации се екстрахирани. И во рамките на овој труд покажуваат дека со голема доверба, значи врз база на она која што е проверено од страна на експерт, од нутриционистите во Јожеф Штефан кои што беа дел од ова истражување, во голема мера имаат добри резултати и токму затоа, значи ова е Nature публикација во Scientific Reports која што има навистина голем допринос во областа. Момам? Значи, она кое што го имаат се три различни модели. Еден модел за идентификување на релации помеѓу храна и хемиски состојки, друг модел кој што сега не се сеќавам на деталите, пошто одамна го имам дискутирано со нив и одамна го имам читано трудот, меѓутоа има три различни модели, од кои што тие модели излекуваат релации помеѓу храна и болести, помеѓу храна и хемиски состојки кои што се содржат во храната и последното го заборав што беше. Меѓутоа овие две сигурно, значи три резултати има и тоа го направи од Scientific Papers. Овде всушност се во рамките на ова истражување всушност се покажа недостатокот и проблемот на трансферирање на да кажеме на name entity recognition на food, не оној кој што го направив јас, затоа што тој беше трениран на рецепти и не функционираше, односно со многу мала точност функционираше на научна, на абстрактите кои што ги анализираше, со што се покажа дека овие не големи модели, кои не се работи за мали модели, веа BERT модели, овие модели сепак не скалираат, односно не може да ги извадиме од еден домен и да ги пренесеме во друг домен кој што е главното ограничување, односно зависат од стилот на пишување на текстовите на кои што се тренирани. Проблем беше, значи, оние фичери кои што значи начинот на пишување на рецепти е еден, структурирањето на текстот на рецептот е еден, а друг е начинот на пишувањето на научни публикации. И сега фајн-тюнираниот модел кој што го имавме за рецепти не перформираше доволно, не даваше толку добри резултати и многу често испушташе храни кои што ние како луѓе очигледно ги гледаме во научните публикации, а причината за тоа е всушност корелациите помеѓу зборовите кои што ги наоѓа и конструкциите на речениците во кои што се среќаваат храните се различни во едниот и другиот тип на текстови. Последниот дел кој што ќе го споменам од овој историски дел е всушност истражувањето на докторската теза на колешката Гордана Испирова, која што сега ги продолжи во Харвард своите истражувања на своите постдипломски студии, во кои што таа успеа да извлече многу различни фичери, односно ембединзи, граф структурирани фичери и така натаму, со кои што се обидуваше да предвиде и во одредена мера успеа да ги предвиде макронутритивните вредности на даден рецепт врз база на текстот, ингредиентс и некакви дополнителни знаења кои што ги имаме во самите
рецепти. И ова исто така може да се искористи како дополнителен пристап за година за таму каде што на нас не недостасуваат макронутритивните вредности, можеме да развиеме и да да се продолжи ова истражување за да уште по-ефикасно ги предвидиме макронутритивните вредности. Ова е трудот на кој што од кој што почнавме да се базира нашето истражување со Дарко, кое што се базира на ingredient substitution, каде што во овој труд беше направен rule-based во комбинација со одредени едноставни ембединзи, механизам за замена на состојките, меѓутоа она што го идентификувавме дека иницијалниот чекор на градењето на графот е всушност проблематичен, каде што ако имаме лошо поврзан граф, каде што ние велиме дека млеко е исто со да кажеме со млеко во прав, тогаш ние имаме проблем понатаму во замената на самите податоци и токму затоа тргнавме понатаму да одново го направиме тоа мапирање и се уште и кај нас е рул базирано и сега продолжуваме со користење на големи јазични модели. Се што кажавме до сега, она кој што може да го сумаризирам е дека е проблем на анотирани податоци. Односно, немаме доволно податоци кои што можеме да ги искористиме за да ги тренираме нашите модели и подосна врз база на тие модели да предвидиме за други податоци како кои би биле потенцијалните вредности. Во последната година, односно повеќе од година, многу популарен стана пристапот LLM за judge, односно како кога немаме доволно човечка моќ, доволно експерти да ги валидираат нашите рецепти, како ние можеме барем да добиеме одредена евалуација дали оние големи податоци кои што ги генерираме со моделите кои што извлекуваат и генерираат графови на знаење, дали тие графови на знаење се коректни. Многу популарно во последно време постојат огромен број на публикации на оваа тема, меѓутоа целта и главната идеја на овој пристап е да искористиме моќен голем јазичен модел како што е ChatGPT-4 или неговите понапредни верзии за еволуирање на одговорите кои што ги дава некој модел за предикција. И овој тип на истражување ние веќе започнавме да го имплементираме, но сепак постојат голем број на проблеми во овој пристап. Значи постојат голем број на така наречени наклонности врз однос на позицијата, голем број на халуцинации на моделите кои што на крајот од денот ни даваат одреден сомнеш дека ние имаме можеби лошо класифицирани резултати. Но она кое што е вредно се спомене овде, како што видовме во примерот кој што го споменав за мечирање на самите рецепти, и кога самите луѓе вршат анотација на податоците, дури тогаш имаме разлика. Така да, значи овде ние треба да провериме и да минимизираме и во кој начин да тргнеме да го минимизираме субјективното размислување на анотаторот, без разлика дали тој анотатор е човек или се работи за јазичен модел кој што во одредена мера го земаме се уште со поголем сомнеш. Она кое што ако остане време на крајот ќе го покажам и како кратка демонстрација е како ние всушност користиме големи јазични модели хостирани во рамките на нашиот факултет за да провериме кои се одговорите и да искористиме на некој начин проверка од страна на јазичен модел, и ова всушност може да не донесе во насока да искористиме повеќе различни модели и кога ќе имаме поголемо совпаѓање на моделите со некаква сигурност да кажеме дека окей, ова можеме да го третираме како нешто кое што е точно, а таму каде што имаме несогласување на моделите да мора да одлучат самите корисници. Сепак постои голема гледате колку цитати има само на овој слайд за мал сегмент за тоа како се евалуираат овие LLM за judge. Значи има големо истражување кое што се надевам дека ќе не приближи и барем ќе ни овозможи да изградиме алатки со кои што подосна луѓето кои што работат во овој домен може подобри резултати да понудат. Дојдовме до јазичните модели. Бидејќи поголемиот дел од публиката доаѓа од компјутер сајенс делот,
не потрошив многу време и не додадов слайдови за објаснување на што и како функционираат јазичните модели. Меѓутоа, толку се популарни што сметам дека сите знаеме дека со одредени прашања и со коригирање на прашањето ние можеме да добиеме многу прецизни одговори на овие модели. Халуцинациите се недостаток на овие модели, меѓутоа ако ме прашате и мене што содржи внатре млекото, и јас би халуцинирал затоа што немам доволно знаење или можеби мојот контекст во моментот не е толку насочен да го одговорам тоа прашање. Токму затоа ни се потребни експерти. Кога сакаме да прашаме што има внатре во дадена храна, нас не е потребен експерт кој што ја анализирал таа храна и има многу поголемо искуство и поголемо знаење од таа област. А што направил тој експерт? Па помина многу поголема литература во таа област и едноставно бил трениран во таа област за да ги извлече овие знаења. Во таа насока е и финото тюнирање на големите јазични модели и на овој слайд се прикажани 3 примери на системи во кои што се фино тюнирани големи јазични модели. Фудскај е трениран на кинески корпус за храна и она на кој што го евалуираат овој јазичен модел е всушност кинескиот национален испит за кувари и националниот испит за нутриционисти, валек би бил посоодветен превод, каде што овој јазичен модел успева да го помине овој испит со 66% точно што отскокнува од нетренираните модели, затоа што тој е трениран и видел многу повеќе податоци од оваа област. Друг пример е Food LLM, кој што е мултимодален пристап кој што е дизајниран за различни задачи и кој што вклучува храни, препознавање на храни и состојки, генерирање на рецепти, предвидување на нутриентите во рецептите и така натаму. И Lava Chef, кој што е мултимодален генеративен модел, кој што се базира со фино тюнирање на Lava, односно тоа е Vision моделот од Мета, мултимодалниот модел на Мета, кој што се фокусира на генерирање на рецепти од слика, односно за дадена слика да генерира рецепт. Овие модели се моќни и веќе имаат доволно контекстно знаење, меѓутоа сепак агентите кога ќе ги поставиме над овие модели ни даваат вистинска предност. Што нудат самите Large Language Model агенти? Ова е всушност пристап во кој што ние можеме да поставиме краткорочна или долгорочна меморија на задачата која што извршуваме. Краткорочната е всушност она која што ќе го поставиме статички во самиот промпт, тоа е краткорочната меморија, додека пак долгорочната меморија е всушност интеграција, така наречениот Retrieval Augmented Generation, односно да поставиме извор, односно да поставиме некој механизам на пребарување на податоци поврзани со даденото прашање и подоцна резултатите ги искористуваме за да го збогатиме прашањето и да дадеме контекст, врз кој што контекст подоцна ќе се самиот јазичен модел ќе може да врати порелевантни одговори. На овој начин ние всушност го надминуваме ограничувањето на јазичните модели на одредена количина на карактери кои што можеме да ги поставиме во прашањето. И всушност добиваме, односно се иновираат механизми во кои што само релевантни податоци врз механизмот на пребарување ќе бидат поставени во прашањето и нема да ги вметнеме сите можни податоци, туку ќе вметнеме само сапсет од податоците. Другиот дел кој што го вклучуваат и кој што го возможуваат агентите се алатките. Односно тоа се функции кои што можеме да ги вклучиме во рамките на јазичниот модел и овие функции всушност може да дадат контекст и резултатите од тие функции да придонесат да посоодветно се одговори на прашањето. Значи, овде алатките кои што можеме да ги вклучиме може да бидат во насока да добиеме тековно време за да одговориме темпорални прашања, меѓутоа може да повикуваат дури и одредени API, нешто кој што го работиме колегата Агоне со нас, со него всушност работиме повикување на API, композиција на API врз база на текстуални промптови и овие API се повикуваат со самите агенти. Значи, самиот агент, јазичниот модел, добива со Retrieval Augmented Generation, кои се
најсоодветни, најверојатно API кои што ќе ни бидат потребни, подосна со помош на туловите ние можеме да ги повикаме тие API и да одлучиме кои податоци ќе бидат испратени. Последниот и овие тулови гледате се поврзани со акциите кои што јазичниот модел може да ги изврши. Секако, за да извршиме некаква акција или некоја покомплексна задача, ние како луѓе правиме планирање. И ова е исто така многу истражувана област кај јазичните модели, каде што всушност ова се промптинг стратегии во кои што ние можеме да имаме најразлични механизми како моделот ќе генерира резултатот. Односно, во фазата на планирање ние можеме chain of thoughts да го споменаме или React, каде што можеме да кажеме направи прво размисли што треба да се направи. Па види дали ќе повикаш некоја алатка за да добиеш некакви податоци. Добро, ако одлучиш да повикаш алатка, повикај алатката, земи ги резултатите и надгледај ги, односно observe the results. Направи размислување дали какви се тие резултати, што со тие резултати понатаму би направиле, и тука имаме циклично извршување на самиот агент, каде што во повеќе чекори ние можеме да ја извршиме задачата која што му е дадена на самиот агент. Сега, ова го дадов како објаснување на агентите, но еве да погледнеме и неколку примери за тоа како се искористени овие агенти во литературата. Значи, овде е даден систем во кој што се излекуваат, значи се користи граф база на податоци од 174.000 ентитети и е дизајниран на RAG, односно Retrieval Augmented Generation се користи само long short term, се користи излекување на податоци од овој граф, кои што подосна се користат за одговарање на прашања, и она кој што е добиено во рамките на овој систем е всушност да се даде релацијата на суплемент и дали има релација помеѓу суплемент и лекови и помеѓу суплемент и некаква болест. Односно, одговара на прашањето дали има релација помеѓу, еве да кажеме, народски доста користиме чаеви, кој чај, зашто се користи, значи чаевите влегуваат во некоја форма на суплементи или не, тоа не се стандардни лекови, и всушност ние тука можеме да добиеме одговори за вакви прашања, а секако и за интеракции помеѓу храна и лекови, односно имаме упатства на лековите каде што одредени храни не треба да ги земаме со одредени лекови, и овие агенти всушност работат во таа насока да овозможат интерфејс во кој што ние ќе поставиме прашање како луѓе и ќе добиеме соодветен одговор за прашањата од овој домен. Другиот пример кој што би го издвоил овде е Retrieval Augmented Generation in Food Application. Значи, овде имаме труд во кој што за дадена слика ние добиваме податоци за тоа како за тоа кои би биле инструкции, кои би биле состојките на рецептот, како би се приготвил тој рецепт, и всушност да добиеме се што ни е потребно за самиот рецепт. Она кое што го имаме како иновација овде, значи се базира на Lava моделот, меѓутоа постои и фино тюнирање на овој модел тука со веќе прекреирани, да кажеме, разговори помеѓу јазичниот модел и помеѓу самиот помеѓу јазичниот модел и оној кој што поставува прашање, и всушност ова претренирање всушност води кон многу подобри резултати, и дополнително она кое што се користи подосна, самиот систем е трениран е фино тюниран за начинот на кој што ќе биде искористен во игри. Не би навлегувал толку многу во деталите на имплементација, меѓутоа она кое што е карактеристично за спомене, се користи Stochastic Diversified Retrieval Augmentation, чисто како ако не сте слушнале за овој пристап, овде всушност се влечат поголем број на кандидати и подосна за овие кандидати се земаат карактеристични примероци кои што се малку поразлични, односно сакаме да избегнеме ако во одреден, да кажеме, имаме истоумие за даден дел, ние сакаме само еден пример да земеме од тие кои што се слични, да кажеме, примероци, да имаме повеќе различни мисли на некој начин, да не земеме само, да кажеме,
10 примери кои што сите се слични. Сакаме од 100 примери да најдеме различни мислења кои што подосна ќе придонесат до посоодветни, да кажеме, резултати кои што се добиваат. И она кое што е добиено е дека добива многу подобри перформанси на Recipe 1 Million податочното множество, затоа што Recipe 1 Million, она што не го споменав до сега, е во себе содржи и слики, и тоа е иницијалниот начин како е започнато креирање на ова податочно множество, и всушност од сликите се всушност добива многу подобри резултати, односно плюс 9 поени во однос на вава бейзлайн испитувањето кое што се користи. Нутрирак е уште еден систем кој што навлегува во друга, да кажеме, насока, каде што всушност се интегрира со логови за примање на храна, и всушност она кое што се обидува овој систем да го направи е да го класифицира однесувањето на самите корисници. Повторно се базира на рак систем. Сите рак системи, не навлегувам во деталите, меѓутоа се разликуваат многу во малку, се разликуваат врз тоа за кој модел се базирани, се разликуваат за тоа дали користат некој генерички модел или фино тюниран модел за дадената проблематика, како што беше претходниот пример. И на крајот сите имаат механизам на екстракција на документите, и она во кое што се разликуваат е како ги индексираат документите и како ги излекуваат податоците кои што ги вметнуваат во самите прашања. Меѓутоа, овде тоа е тема сама по себе која што не би можел да ја поминам во рамките на денешниот ден. Како за крај, она кое што сакам да го споменам е уште еден систем кој што е фино тюниран, и овој систем кој што е фино тюниран од групата која што е споменав од Јожеф Штефан институтот во Словенија. Значи направено фино тюнирање на сите податоци и на сите задачи кои што претходно ги имаме истражувано заеднички, и всушност како што може да се види во десниот дел, имаме многу подобри резултати од сите, да кажеме, јазични модели кои што се one shot, few shot и five shot резултатите. Значи секоја најнадворешните линии се во проценти колку успешно за различни задачи успева фино тюнираниот модел да ги класифицира, дали кои се да ги поврзе храните со соодветното податочно множество, со конкретната вабела и така натаму и така натаму. Она кое што го очекуваме во рамките на нашиот Овама сервер, да го вклучиме и овој модел, и сите оние кои што сакаат да експериментираат со овој модел, да има фино тюниран модел кој што ќе може и да биде свесен за податоците кои што и перспективите кои што ги има во податоците поврзани со рецептите, за оние податочни множества кои што веќе ги спомена во рамките на денешната презентација. Како за крај, немам како конкретен заклучок би бил дека јазичните модели се неопходни, се тука и се неопходни да се користат, и според мене мојата лична перспектива е дека агентите се пристапот со кој што ние ќе се придвижиме понатаму, затоа што го ограничуваме контекстот и ја намалуваме можноста за халуцинација, а секако и ги прошируваме можностите на оно што може да го направат самите јазични модели, односно воведуваме можност за извршување на акции. Она кое што моментално веќе го споменав, го работиме и ќе продолжиме да го работиме, се делот кој што го работам со колегата Дарко Сасански. Значи моментално работиме на јазичен модел за поврзување на рецептите. Ни фали анотација на податоците и поради тоа продолжуваме со LLM за джач, односно да се обидеме да со што поголема доверба податочното множество кое што ќе го извлечеме да кажеме дека е валидно. Секако тука ќе ни биде потребно и помош од експертите од самиот домен, кои што потенцијално би може да се вклучат и да ни помогнат со еволуација на податоците, кои што секако ние веќе ги имаме овозможено во алатки кои што се достапни преку веб. Дополнително со Даниел Најков и со Деница Ќорвезир во рамките на нивните дипломски работевме на поврзување на рецепти, односно излекување на слични рецепти. Сега исто така се работиме и на развивање на агенти кои што ќе додадат дополнителни перспективи во самото поврзување и спојување на самите рецепти. Ingredient substitution е нешто кое што го почнавме со
Дарко, Бојан и Андреј, ќе видиме дали некој од нив ќе продолжи на оваа тема, она кое што исто така го зборував со колегата Даниел Најков и можеби ќе продолжиме со него, е да ги репрезентираме рецептите како графови во кои што процесирањата се функции кои што примаат состојки и на тој начин да предвидиме како од влезните состојки преку процесирањето ние го добиваме финалниот рецепт, односно дали тоа тука имаме повеќе начини, но пред да пробаме да ја провериме таа трансформација, мораме ние тој граф да го идентификуваме и тука она кое што е во план да се искористат големи јазични модели и секако излекување на голем број на факти кои што не засасуваат, така што се достапни дали во научни публикации или во некакви други документи кои што веќе се публикувани. Пред да завршам, само накратко ќе покажам, само да ја запрам презентацијата, накратко ќе покажам дел од кодот кој што го имаме од овој дел. Само момент да го најдам каде ми. Значи, овде имам еве колку е кодот за ние да извршиме еден агент, односно, Јорги, само ми треба валидација дали се гледа. Добро. Значи, овде всушност ние пристапуваме на Llama 3370 билионскиот модел кој што е поставен во рамките на нашиот компјутерски центар, кој што се извршува на графички картички и со кој што ние можеме всушност да ги користиме големите јазични модели во рамките на инфраструктурата на Финки. Она кој што е план е јазичниот модел кој што го кажа дека го тренираат колегите од Словенија исто така да биде поставен во оваа наша инфраструктура и да можеме да го користиме понатаму за еволуација и за извлекување на знаење од податоци за храна. Она кое што го имаме овде е всушност екстрахирање на структурни податоци и овде всушност е делот со еволуација на тоа дали добро се совпаѓаат на податоците и она кое што го користиме е структуриран аутпут. Значи, наместо да добиеме текстуален одговор, она кое што ние го бараме е JSON од самиот модел и на тој начин го ограничуваме тоа што го враќа да можеме ние подоцна програмски да го искористиме и да го валидираме. Ова го намалува просторот за халуцинации и многу полесно го прави резултатот за подоцнежно процесирање. Овде го имаме делот за процесирање на моделот, значи ова е дефиницијата за тоа како ќе се поврземе со моделот. Ова е промптот кој што сме го дефинирале и всушност ние имаме ситуација во кој што можеме да вршиме испитување со многу различни промптови, каде што овде подолу се вчитани податоците и на крај ние го имаме делот со кој што го извршуваме. Самиот чейн, значи овде е кодот кој што извршува и го добива мапирањето на самите резултати. Значи гледате, има многу малку код со кој што можеме да добиеме аутпут со кој што се валидираат самите податоци. Конкретно, значи еве еден пример, значи 1% fat butter milk, значи ова ингредиент кој што го имаме во податочното множество, ова се мапинзите кои што се извлечени од страна на различни јазични модели и подосна со функцијата која што ја покажав добиваме со што од овие понудени одговори ние го вршиме мапирањето и добиваме и дополнително објаснување за да можеме да видиме како резонира јазичниот модел и да видиме дали ќе го земеме ова мапирање како точно понатаму или не. Значи ова е само еден пример за тоа како може да се искористат овие модели. Сепак овде го користиме Llama 3,370 билионскиот модел кој што не е фино тюниран за овој домен и ако тргнеме со модели кои што се фино тюнирани, очекувам да добиеме и уште подобри перформанси. Ова го кажувам за сите кои што се заинтересирани, може да не контактираат нас, кои што сме учесници во проектот EuroCC for Southeastern Europe и да побараат соработка понатаму за да овозможиме дали да пренесеме знаење, тренинзи или можеби да за компаниите да изработиме некаков proof of concept со кој што подосна тие ќе може да имаат и пристап до нашите ресурси кои што ние ги нудиме овде. Ви благодарам за вниманието и оставам простор за прашање и дискусија доколку има.
Добро. Значи во овој труд кој што е даден овде, значи се користи Neo4j, всушност преборувањето е преку самиот систем. Значи Neo4j веќе има дозволено рак функционалности, така што ние можеме да пребаруваме во рамките на ембединзите кои што ги чуваме за секој од нодовите кои што се внатре. Не се сеќам на тој дел, ќе мора да го проверам трудот уште еднаш. Значи не сум 100% сигурен. Го разбирам прашањето, но не обрнав внимание на овој дел кога го читав трудот и ќе треба да проверам за да можам да го одговорам ова прашање. Затоа што на овој труд не сум авторски поврзан, ова е некој од поновите трудови од областа кои што беа интересни да ги покажам и да ги понудам како референца за тие што се заинтересирани да продолжат да истражуваат во овој дел овде. Не го погледнав овој дел, да бидам искрен, не. Други прашања, може би од онлайн? Аха. Во чатот нема ништо. Нема никој кренато рака. Океј, ако немаме други прашања, јас тука би затворил мојата презентација. Заблагодарам на сите за присуството и секако доколку некој е заинтересиран за истражување во оваа област, слободно нека ме контактира мене или некој од колегите кои што ги споменав и може да се поврземе и да продолжиме понатаму, да пробаме да ги одговориме дел од овие проблеми кои што ги споменав. Благодарам. Кога почнав јас, беше како компјутерски центар со балансни со компјутерите, да кажам, да почнам да работам и едноставно отидам јас морам да кажам, дека база на податоци. Значи некаде ставаме, вие немате база на податоци, некаде ставаме, да бидете достапни до нив. Владелите е дека е настанок, например, во Македонија и сега да го светот, че може да се знае што се чека. Јутра. Ете тоа што има на езике. Односно, макро или микро, не става. Јас би работам во научни анализи, така многу тесна хемијаника или руската софтвери, докато работам во тоа. Тоа. Кога барат база на податоци, се придоби, тоа се тие работи, не само да ги гледам, тоа што така ќе на јас го прекасам, јас го прекасам беби, па видим какви има, ова има какви работи. Што не, лонеде, што не ќе земе гледам, не е ако сакате да ги ставите во база на податоци. Ако сакате да ви видите концентрација, јас сакам да ви мерам концентрација, вие што ќе цялото полите. Јам на инструментот една два припати тоа е листа проба. Знаете, значи колку треба ја да пуштаме да добијам до релевантно. Да ставам некаде во абстрактните се штуди, да кажам, податоци, него е општо. Само тоа да се интересира. Не го учите, луѓе ако не знаете како да учите. Да. Така да велам, ова е како огромна работа, во која што, значи мора да имате јас на математиката, меѓутоа лингвистички, ако ти имате рецепти на македонски, така или македонски, значи дека е огромна база на податоци и многу е битно. Имате различни типови на карта. Огромни се бази на податоци. Не само за макронутриентите, како главни софтвери. Значи, тие може да бидат слични и да бидат некој обстен. Либро да кажем.
сега тој веќе да главен делишет има толку и толку да кажам ја да од филм, од година. Така да податоците ќе другите различни. Да. Меѓутоа, онда кој што е клучно е дека овие алатки кои што ги зборуваме сега треба да дојдат во ваши раце, за да можете вие да станете поефикасни и да можете да ги структурирате податоците, а во самиот процес на структурирање на податоците вие да ги валидирате резултатите кои што сте ги добиле. Наместо рачно да поминувате низа трудови табели, не само апстракти. Значи, но со овие алатки ви можете за даден труд да ги добиете структурирано податоците и подоцна да ги валидирате. И тоа е насоката во која што треба да се оди. Да. Сега да не го спорите моето, ја имате само тим работи. Аз како да кажам, што се раздвојува и не сака да работат во тим. Јас сметам дека работа што е нужен тим. Тестуваш и за податоци со било какви работи. Кога ти гледа некој од нас, ајде, податоци, трудови се печатат. А цетонски бактерии. Степилно цетонски бактерии, чиста значи оваа не знае, орган не знае, Богјан не знае, значи нешто просто јас да знам. Хемиски процес. Треба ти што е рецензент, тоа ти имаш трудови. Вие рековте дека мора тие податоци да кажем и ги изберете, да ги диференцирате, да не бидат сите. Што едена да кажа дека ништо не е точно, не е точно. Така да многу има за младите да учат, значи туторите и плюс сето тоа е нешто што треба да го знаеме. Благодарам. Поведете професоре. Така? Така. Ова се